Благодарам, председателе. Почитувана колешке, вака кога ќе ве слушам, имам чувство дека живееме во различни држави. Вие гледате розево, а ние ја гледаме реалноста. Не знам дали отварате вести и дали слушате вести, секојдневно во нашата држава, во Република Македонија, над 1000 заразени и секојдневно рушиме рекорди по смртност. И време е да ги кажеме нештата со вистинското име и презиме. И тоа воопшто не е цинизам, и тоа воопшто не е популизам, напротив, треба да кажеме дека играјки, балансирајки двоецот Заев и Филипче помеѓу танцот и чеканот, ја уништија државата, почитувана колешки. Историски гледано, ова е најлоша влада од осамостојувањето на Република Македонија до денеска. Спомнувавте 250.000 плати ќе се доделеле со овој пакет на мерки, но не кажавте дека над 450.000 граѓани во Република Македонија живеат само со 2 евра дневно. Ние сме најсиромашна држава во Европа. Сега, кој е за тоа виновен? Кој раководи со државата 4 години? Нормално, се знае. Заев, а сега со пандемијата и Филипче. Велите дека таа еднократна помош многу ќе помогне. Се согласувам дека еднократна помош може моментално да ублажи ефект, но видете, лажен филантроп изиграва државата, знаете зошто? Затоа што нема пари во буџетот, де факто нема пари, се задолжува над 60% од бруто домашниот производ. Завчера читав дека дури и на 70 мислите да одите и тоа го релативизирате, тоа за вас не е ништо, а критериумите на Мастрихт за еврозоната се многу јасни и многу прецизни. Немаме што да бараме ние како држава со тие земји членки на еврозоната, затоа што сме задолжени и презадолжени. Сега ние еднократно ќе даваме помош, а државата тоне во сиромаштија. И велите цинизам е некого ние да обвиниме. Не. Мораме да покажеме со прст на најголемите виновници за ова страшно цунами што и се случува на Република Македонија. Ние велиме дека треба да се вложува во капитални инвестиции, но не само ние како опозиција. Меѓународниот монетарен фонд, почитувана колешке, тоа го вели, дека Македонија погрешно го планира буџетот.